Сега речиси 20 на години како крстарам низ Струмичкава регија, каде што во изминативе 2 децении направив документарни записи за речиси 40 на струмички села од вкупно 73 села, каде што мештаните ми го раскажаа минатото на нивните родни места, надополнети со веродостојни сведоштва, материјални артефакти и пишани документи со кои располагам, копајќи во архивите ширум Македонија во изминативе децении, се со цел да се пробуди поривот пред се меѓу помладите, по раѓање или по потекло од оваа регија, особено меѓу оние поупатените во областите на историјата и етногеографијата, за голем број прашања изнесени, делумно впатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правна заборавот. Да се биде хроничар за така народно да се изразам повеќе урбани отколку заборавени села во Струмичкава регија, поточно речено за селата во општината Василево, е тешка и одговорна задача, затоа што сите збиднувања кои се случиле низ вековите, хроничарот треба да ги преточи во едно недопишано слово, налик на некој ненадминат познавач на целокупниот живот, мајстор на секој детал, секој опис кој умее на негов својствен начин да ги опфати оние навидум ситници што не ги забележуваме, а се насекаде околу нас и се дел од нас, успевајќи тоа да го постигне на тој начин, пишувајќи за работи што му се блиски, што ги носи како дел од себе, затоа што сите тие односи, ликови, судбини повторно и интензивно и емотивно ги доживува, затоа што таквиот однос кон ликовите настаните што ги опишуваат тој летописец, успева да му ги доближи до читателот, слушателот или гледачот, а читателот, слушателот или гледачот на неговите летописи не е пасивен набљудувач, туку активен учесник во тие настани. Селските населби во општина Василево се оаза на цивилизацијата, оаза на културното наследство на Македонија, каде што големиот број културно-историски, архитектонски, археолошки знаменитости со нивната зачуваност, раздовидност и интегралност на овој регион му даваат посебност, единственост, репрезентативност, автентичност. Почитувани мои, 30 години патувам низ Република Македонија. 30 години ги посетувам нашите убави македонски села. Ете, според Господовото провидение, денеска се наоѓам во Струмичкото поле. Денеска се наоѓам во општината Василево. Поточно речено, денеска полицијата Маријум намина во село Перово по покана на мештаните до ова село, да наминам во ова село, а мештаните да ми ги раскажат многуте приказни за историското битисување на ова село и тоа и покание да наминам на сам ден на Ѓурѓовден, празникот каде што во минатото овдека во ова село, а и во другите села ширум Македонија, тогаш за Ѓурѓовден се занишуваа на Боцаковниот двор и младите бејчари, и младите моми, се занишуваа сите оние приказни, кои што мене ќе ми ги раскажат мештаните до ова село, да ви ги пренесам во оваа репортажа со работен наслов Селото Пиперово во Струмичката полија. Почитувани мои, како по стар адет и обичај, кога патувам низ нашите села во Република Македонија, си имам мои домаќини. Еден од првите меѓу еднаквите во селото Пиперово, кој што е роден во ова село, е и самиот мој пријател под име, кој што овдека го знаат во селото Пиперово, но и ширум Македонија, Митко Капитанот. Митко Капитанот, со него се запознане пред 5-6 години, кога бев во Славна Дебарца, кога овој мојот роман, вториот роман што ова историската повест Славна Дебарца на изгасени огништа, одев од село во село да им подарам по еден примерок на 24 села во Славна Дебарца, чии приказни нивни беа се вметнати во овој роман. Одејќи кон мојот пријател, Целе,
Влашевски, гледаджијата, познатиот гледаджија од селото Гатишта, намина и Митко капетанот, кој што влегол во негото возило, му подарив еден примерок од мојот роман и ме рече вака едно: Зоране, мачна душо, дај бе дојди во селото Пиперово, дај бе дојди во моето родно село, дај бе дојди во Струмичко, да видиш што е рај, да видиш што е убавина. Затоа што и овој крај, и во Струмичко, и тоа е дел од Република Македонија, а и народот македонски е дел од Република Македонија, кој што од ова парче земја се со милениум ми се нарекува Македонија, а народот кој што живее македонски. И му рекол, нема проблем, ќе дојдам. Почитувани мои, на самиот ден, Великден, поточно речено на третиот ден на Великден, додека се обидувам да во мојот албански телефонски дефкар, да пронајдам некои мои пријатели кои што ги имам забележано, за да ги прашам дали да направиме нова репортажа во било кое село во Република Македонија. Го најдов телефонскиот број на мојот пријател Митко капетанот и да бидам реален, се радував кога во мојот извледен телефонски дептер го пронајдов телефонот и му се јави. И му рекол вака едно: Добро утро, овдека Зоран новинарот, ми треба Митко капетанот кој што е по потекло од селото Пиперово, а живее во селото Подмолје. И ме рече: кај си бе, Зоране, кај си бе, мачна душо, да те барав не можев да те најдам. Слушај вака, ми рече, како знаеш и умееш за Ѓурѓовден во раните утрински сати да се нацрташ во моето село Пиперово, да се нацрташ во самиот црковен двор на црквата Свети Ѓорѓија, да дојдиш во моето село, направиш на репортажа и овдека за нашето село, да моите соселани и ги раскажат казните за историското приписување на ова село. Почитувани мои, не помина долго време, ете, денеска, на Ѓурѓе, на 6. мај, кога секоја година, секоја господово лето, Свети Ѓорѓија паѓа на 6. мај, дојдо по раните утрински сати во селото Пиперово, но овој пат е со мојот стар олтајмер. Поточно речено, јас до Прилеп намина со мојот стар олтајмер со Камазот, а во Прилеп ме пречека мојот пријател и соработник, а воедно и дел од менеджерскиот тим на продуцијата Марио Филм, Димче Ковиловски, кој што е родом од селото Вранче. Од Прилеп, преку Плетвар, до Велес, па до Штип, по магистралата до Радовиш, према Струмица, на 6 километри пред влезот до Струмица, дојдовме во селото Пиперово. Почитувани мои, како се напомнав, дојдов во раните утрински сати, пред се на богослужената литургија, кој што овдека свештеникот, односно парохискиот свештеник ја одржува. Сето ова ќе биде снимено, ќе биде пренесено во оваа репортажа. Почитувани мои, поголемиот дел од многуте приказни што мештаните ми ги раскажа за историското приписување на ова село и сите оние мои сознанија кои што имам до ги имам дознаено, копајќи низ архивите ширум Македонија, а пред се овдека во Струмичко, ќе ви ги добавам, а сепак ќе ви ги добавам и преку камерата на мојот снимател, пред се поточно речено на снимателот, а воедно и дел од менеджерскиот тим на продуцијата Марио Филм, Виктор Ковски. Погледајте и уживајте. Почитувани мои, откако така да речем со мештаните од ова населено место, воедно и со мојот долгогодишен пријател, Митко капетанот, се историвме здравоживо, ме замолија најсетне јас да им ги раскажам моите досегашни историографски сознанија за ова село, копајќи низ македонскиве и балканскиве архиви, а сетне тие да ми ги раскажат многуте приказни за нивното родно село, што им ги раскажале нивните дедовци баби,
кои ќе биде дел од оваа репортажа. Нивниот предлог со задоволство го прифатив. Денешната урбана населба селото Пиперево е действен природен рај. Тоа е оаза на културното наследство на Македонија. Богатите културно-историски, архитектонски, археолошки и етнолошки вредности на оваа населба и даваат посебност, единственост, репрезентативност и автентичност. Минатото на селото Пиперево е премалко за да може да се види со еден поглед, со еден опфат на окото во еден миг. Тоа се безброј пластови на дух и материја, напластени едни на други, со нераскинливи нишки кои го градат долгиот континуитет на пиперескиот живот. За да се дознае дел од вистината, потребно е да се побараат остатоците на творештвото од различните периоди кои се кријат во селскиот атар испреплетени за превезот на времето. Копајќи по историографските записи кои датираат од многу стари времена, дојдов до заклучок дека многобројните културно-историски, архитектонски, археолошки и етнолошки вредности, нивната зачуваност, разновидност, интегралност, посебност, единственост, репрезентативност и автентичност говорат дека селото повеќе од 6000 години зрачи со живот на целиот негов простор, уште од неолитскиот период, како дел на животниот простор на бригите, пелагонците, пајонците, линкестините, енгелејаните, десаретите, орестите, еордаите, елимеите, ботијаците, пирејците, алпомите, мигдонците, крестонците, бисалтите, едонисите, сите сродни по јазик македонски и култура македонска. Селото Пиперево 1500 години зрачи на целиот негов простор како дел од културниот простор на Римската империја, како дел на Византија, како дел на Берзитите, Драговитите, Вајунитите, Ринхините, Сагудатите, Смолјаните и Струмјаните, како дел на првата македонска средновековна држава во историографските списи, позната како Склавинија Македонија, предводена од Рексот Хадсон и Рексот Пребонд. Селото Пиперево 1500 години зрачи на целиот негов простор како дел од Византија, чиј владетел е императорот Петруш Саватиев, родом во селото Таур, во историографските списи попознат како Јустинијан Прима, а неговото родно село под името Таурисиум, основач на архиепископијата Јустинијана Прима, чија наследничка е Македонската православна црква, Охридска архиепископија, како дел на Методиевото кнежество, како дел на Свети Климентовата книжевна школа, како дел на мноштвата црковни повелби житија кои датираат од 969 до 1018 година за време на владеењето на синовите на македонскиот комитопола Никола, македонските комутополи Арон, Давид, Мојсе и Самојл, посебно за време на владеењето на македонскиот владетел цар Самојл и на македонските владетели царот Иван Владислав и царот Гаврило Радомир од 979 година до 1018 година, како дел од владавината на византискиот император Василий II, кој со Македонија владеел од 1018 до 1025 година, како дел во црковните записи на византиските императори Михаил Девети Палеолог и Андроник II Палеолог, како дел од македонската средновековна држава предводена од македонските властелини Петар Делјан и Ѓорѓе Војтех, како дел од македонската средновековна држава предводена од македонските властелини царот Стефан Урош IV Душан Немањич, кој со Македонија владеел од 1336 година до 1355 година, деснотот Јован Углеша, кој со Македонија владеел од 1365 година до 1371 година, како дел од Отоманската империја и како дел на Република Македонија.
разбира за историјата на ова село Пиперево, кое се наоѓа во прекрасната Струмичка котлина, под тоа прекрасно звездано небо и прекрасната земја македонска и небо македонско. Се разбира, има и постари луѓе од мене кои ја знаат историјата на македонскиот народ, односно конкретно на село Пиперево. Јас сум малку од таа, условно кажано, од таа средна генерација сега која екзистира, но имав услови малку повеќе да читам, малку повеќе да се запознам со околината, со историјата и така натаму. Значи не сум експерт, туку, ето така малку повеќе го познам тоа. За селото се верува дека порано имало населба овде. Црквата кај што е над овој дел. Имало населба. Имаше стари гробишта на 200 метра од овде. Значи црквата е на тој дел, значи на 200 метра имаше гробишта. Никој не знаеше од кога си како си. Овде на 100 метра од црквата исто копано е за кога темели се поставувале, откриен е питос. Некаде од 1,60 сантиметри висок, огромен. И имаш едно место има тука кое ние го викаме ќела. Тоа е неплодно земјиште беше. Тоа беа урнатини. И моја предпоставка е, заради сите овие елементи кои покажуваат дека овде имало населба, стара населба, дека токму тој дел, значи од црквата едно 100 метра и натаму и нагоре, дека имало тука населба. Јас тоа го сигнализирав на некои луѓе кои беа во власта на време, да се направи испитување, сондажа да се направи и да се открие, да се види што е тоа. Затоа што целата конфигурација на полето наше зборува дека тоа било најпогодно место за населба во тоа време, нели, далеко. Тоа не се направи, за жал, јас не можам за тоа по-конкретно да кажам ништо, затоа што немам истражување. Но знам дека моето село, во кое јас сум вкопан, во кое се моите корења, од оваа пиперевска земја, струмичка земја, македонска, се македонска земја, ми дават за право да се чувствувам многу радосен, многу горд, затоа што сум роден тука, израснав тука, со сите културни белези и традиции на ова поднебие, која во себе ги носеше сите елементи на идентитет, на препознатливост. Јас за моето детство, полето, нашето поле, беше извор на бои, на вкусови, извор на шараноликост од култури земјоделски. Можам да направам неколку: бостан, домати, пиперки, пченица, пченка, памук, афион, сусам, наут и така натаму. И кога ќе се излезеше во полето, тоа беше една прекрасна гледка, и визуелна, и како духовно вдахнување. За жал, се се менува во историјата, се се менува со времето, и полето се смени. Меѓутоа, во тоа време, селаните, бидејќи немаше возила моторни, или пешки, или со кола, излегуваат од дома на нива, на работа. Од дома излегуваат со песна, попат песна, на нивата песна. Само кога се седнуваше да се појади, само тогаш секнуваше песната кој каде се нашол. Навечер, овчари, имаше многу стада. Јас пасев и овци, и говеда пасев,
Кај нас овците се пасат навечер. Летно време, бидејќи е топло, тие нели крзно имат и не можат да пасат и ги терахме пред да зајде сонцето и откако пред да изгреде сонцето, односно, ги носихме назад. Значи цела ноќ беа на паша. Тогаш кавали, песни, сворчиња мали, ние ги викаме тие мали кавалчиња. Тоа беше, живееше, на полето живееше исто како и дења. Значи немаше разлика дење ноќ. Па се собира овчарите, па приказни, па некоја нова песна ќе некој чул од некаде, па ќе ја трансформираат, па ќе ја преправат, ќе ја направат своја и така натаму. Значи имаше еден многу богат живот, зборам сега како една екзистенционална традиција, една екзистенцијално-социолошка традиција. И селото имавме, секојаш имавме игранки, имавме забави. Тие летно време, зимно време, тие празници кога се црковни, односно духовни, религиозни празници, тие беа празници, едноставно живеевме за тоа. И тука се случуваа исто визити, па се пееше, многу се пееше, многу. Јас тоа ми е, уште го носам во себе како еден здрав елемент, една здрава меморија на едно поднебе, на еден народ, на едно место, конкретно моето село. И сосем нормално, нели? После тоа отидовме да учиме и така натаму, но врската не се изгуби, бидејќи јас имам тука род, моето семејство, ние сме 6 деца, тројца од моето семејство, од браќата и сестрици тука, јас сум надвор, мој еден брат имам во Ново село, сестра во Струмица, значи тука се. Потеклото на моето семејство има, условно кажано, два корења. Едниот е од Вардарскиот дел, другиот е од Егејскиот дел на Македонија. Мојот дедо по татко и баба се од Егејскиот дел на Македонија, од селото Вардаровци, тоа што наоѓа на брагот, буквално на брегот на Вардар, тоа е меѓу Евгелија и Кукуш и после Солун. И кога после Балканските војни, кога грците прават комплетна геноцидна постапка за да ичистат што повеќе македонци, склучиле договор со Бугарија, размена на население и така натаму, и кои се согласиле им платиле. Но мојот дедо не согласувал и го избркале. Само останал и така. Значи, потеклото ми и од таму и од тука. Спрема тоа, мојот прадедо, кој се вика исто Запро, со фамилијата на Гоце Делчев биле некаков близок род, јас не знам, не можам да тоа да го потврдам затоа што дедо ми кажуваше, но баба немав, значи баба ни од мајка ни од татко немав, единствено жив родител ми беше мојот дедо по татко и не беше многу разговорлив, напатен човек, меѓутоа јас бев многу љубопитен, првородено дете, постојано бев со него. Сакал, не сакал, по нешто ќе каже, ќе рече, аман бе внуче, аман од тебе, добро, така беше, вака. Мислам, оприлика, нели? Малку драматизирам малку, но оприлика така. Да, тој ми зборуваше дека имаме некој род со нив и бидејќи мојот прадедо Запро бил познат трговец и стално оделе во Солун на пазар, бидејќи Солун е малку подалеку и вели секоја ноќ преспивавме кај Никола во куќите на Гоце Делчев. И ми раскажуваше дека Гоце Делчев ми го опишуваше буквално како личност, затоа што не се среќавале. И мојот дедо, прадедо односно, ги помагал, бил богат и по таа линија ги помагал таа новоформирана МРО во прво време, Македонска рационална организација, и бидејќи бил видна личност, бил фатен и осуден на 101 година затвор. Во Бајаскол издржал од 1894 до 1908 година, кога се прогласи во уриетот, младотурците, и пред да го ослободат другиот ден бил убиен. Значи, таа од татко, таа лоза од таму,
По мајка немам некои поголеми сознанија, бидејќи мајка ми останале сираци со брат еден и сами се чувале сами и така натаму. Значи, едноставно, една судбина ги одредила тука да останат и така. Обстојувањето на селото Пиперево е забележано во отоманскиот пописен тапи дефтер број 8 од 1436 година за време на владеењето на отоманскиот султан Бајазет II, каде што селото припаѓало на румелискиот Беглер Бегус во пописниот дефтер од 1446 година, во пописниот дефтер број 508 од 1447 година, во пописниот дефтер од 1560 година, во пописниот дефтер од 1562 година, во отоманските пописни дефтери од 1565 година, 1570 година и 1582 година, како и во пописниот отомански дефтер од 1769 година. Во отоманскиот пописен дефтер од 1832-33 година селото е заведено како Чифличко село, а Чифлик сајби биле Салибек, Реджепбек, Јусупбек и Изербек. Во падишаскиот ферман од 1864 година е забележено дека Чифлик сајбија на пиперевскиот Чифлик бил Акиф Мемедбек. Од 1864 година па се до 1912 година Чифлик сајбија на пиперевскиот Четлук Чифлик бил Негибек. Воспитанието од родителот, воспитанието во животот го добива и од учителот. Ајде малку да се присетите на твоето детство, како тргнавте во прво оделение, како се викаше, ајде народски да кажам, даскалот и колку бевте ученици во оделението. Па сигурно и други зборувале за тоа, меѓутоа накратко. Имавме прво оделение, бевме 4 оделенија. Бидејќи во нашето училиште е помеѓу моето село Пиперево и Просениково. Значи, децата од тие две села беа, во тоа време имаше и деца од Сарај, соседно село, Јечелија и Чанаклија имаше. Тоа беше полно со деца. Тоа беа, прво беше до 4-то оделение, јас сум втора генерација, после се отвори Смолетка, ние имавме 5-1, 5-2, 5-3. 3 паралелки 5-то. Кога ќе тргнавме да одеме на училиште, ни селото Врвулица беше до деца. Првите учители ми беше Дзинго од Струмица, еден учител. Како и да е, едноставно добро е што имавме можност да учиме. Добро е, бидејќи писмото дава можност да се забележува историја, односно настане, искуства и да се пренесуват на другите вако генерации и не само да се бележат туку и да се прочита од друго место, друго сознание. Значи, едноставно писменоста е неопходна. А македонците, особено моето село, имало од секогаш пиетет кон ученоста. Од моето село овде има, јас не сум водел некоја статистика, но отприлика ќе кажам, секоја куќа има барем по 2-3 факултетски образовани луѓе. Секоја куќа. Сега некој, нели, со својата професија малку повиден е, некој помалку, но сите тие придонесуваат. Спрема тоа, тој пиетет за образование во моето село е оддавна. Давнешен е. И јас се радам што сум се родил во едно тако село, нели, со еден таков однос кон учењето. Основа на секое општество е образованието. Зошто? Особено кога е организирано општество, ова е образованието. Затоа што секоја личност, секој граѓанин на таа држава
то минува низ тој процес. Значи, како ќе го формираш како една личност, таков граѓанин тоа ќе биде. Дали ќе биде лекар, дали ќе биде земјоделец, дали ќе биде инженер, дали не е битно. Ти го од мали нозе го формираш. И секогаш велев, наставниците од прво деление и воспитачите во градинка треба да бидат најобразованите и најскапо платените работници, во знак наводници работници. Тоа значи дека еден добар учител, кога ќе ги постави основите на тоа дете една личност, нема промашување. Ретки ќе се промашувањата. Дека ова село на овие простори обстојува многу векови, говорат и пишаните документи на многу учени луѓе од периодот на првата половина на 18 век, па се до првата половина на 20 век, меѓу кои монографијата Историја на Охридската архиепископија Патриаршија 1390-1767 година од Иван Снегаров, пишаниот документ под име Стара Србија и Македонија од Спиридон Гончев и во пишаните документи на Стефан Верковиќ. Според поратоците на Васил Крчов, внесени во историографскиот запис Македонија, етнографија и статистика од 1900 година, селото броело 411 жители, додека пак, според историографскиот запис на Димитар Мишев, во неговата книга Македонија и незината популација од 1905 година, селото броело 408 жители. Селото Пиперово, според пописот од 1913 година, спроведен од Кралството Србија, броело 333 жители, додека пак според пописот од 1923 година, спроведен од страна на Кралството Југославија, во селото живееле 395 жители, додека пак според германската карта издадена од 1941 година, а заснована на пописот на Кралството Југославија од 1931 година, селото имало 400 македонци, 25 власи и 50 турци. Дека селото Пиперово на овие простори обстојува многу векови, говори и пишаниот документ на еден од непознатите не само во македонскиве, балканскиве, туку и во светски размери, антрополози и географи, доктор Јован Трифуновски, селските населби во Струмичкиот крај, издадена во Белград во 1955 година, го забележал следново. Втората половина на 20 век за селото Пиперово е период на обновување на селото после ликвидацијата од страна на Струмичкиот мудур на башибозикот предводен од Чајабек од селото Чанаклија. Меѓу првите знаци на обнова на селото е изградбата на селската соборна црква Свети Ѓорѓија, изградена во 1868 година, која целосно е разрушена во Првата светска војна, а реобновена во 1928 година. Градбата на црквата е еднобродна со полукружна апсида на источната страна. Главниот влез е сместен на западната страна, а над него има ниша со фреска на која е прикажан Свети Ѓорѓи. Објектот е изграден од камен и е покриен со кров и джерамида. Дворот на црквата е ограден, а во него се сместени селските гробишта и помошните објекти. Камбанаријата има квадратна основа и во незиниот горен дел има по една монопора на секоја страна. Покриена е со пирамидален кров од ѓерамиди. Во периодот на отоманската владавина со Македонија, во кој припаѓа и селото Пиперово, кај мештаните од ова село, како дел од македонскиот народ, се појавуваат одредени индивидуални форми на отпор, кој влијаел да се разбуди и разгори националната свест кај населението, која со години била потискана во оваа регија, што придонесува населението од ова село активно да се вклучи во борбата за слобода и создавање на македонска држава, како во предилинденскиот, илинденскиот и по илинденскиот период, балканските војни,
и Првата светска војна. Појавата на социјалните движења во Европа и светот во периодот пред Втората светска војна ги натерало жителите од ова село без размислување да се вклучат во новите прогресивни движења. Селото за време на Втората светска војна е дел од народно-ослободителната борба. Во селото Пиперево во 1944 година е формиран првиот селски народно-ослободителен одбор. Од 1944 година па се до 1950 година селото Пиперево е дел од околискиот народно-ослободителен одбор со седиште во селото Василево. Во периодот од 1950 година па се до 1962 година селото било дел од општината Василево. Во периодот од 1962 година до 1996 година селото влегува во рамките на општината Струмица, а од 1996 година Пиперево е дел од општината Василево. Пиперево во 1948 година брои 660 жители, во 1953 година 769 жители, од кои 686 македонци и 85 турци. Во 1961 година во селото живеат 976 жители, од кои 877 македонци, 908 турци и 20 срби. Во 1971 година селото брои 1018 жители, од кои 942 македонци и 76 турци. Во 1981 година во Пиперево живеат 1201 жител, од кои 1109 македонци, 92 турци, а во 1991 година Пиперево брои 1311 жители, од кои 1195 македонци и 116 турци. Во 2002 година во селото живеат 1262 македонци и 1390 турци. Јас сум човек кој се радува на ново, но никош не го заборавам старото. Обично слушаме политички флоскули. Оставете го минатото, гледайте во еднината. Ако го оставяме минатото, а не можеме, и дури овој разговор што е, овој изговорен збор е минато. Значи, минатото е се. Еден мал дел е сегашноста, а иднината ја нема. Не ја гледаме, ја нема. Како да предпоставам во иднина што ќе се случи? Едноставно тоа е абсурд. Спрема тоа, јас сум буквално минато да го негуваме, да ги следиме новите текови, да го надградуваме, да се движиме паралелно со светот, но да се движиме како основа на минатото. Не како основа на тоа, од сега ќе создаваме ние. А кај ни е коренот? Ако едно дрво нема корен, тоа не живее. Ама било најубаво. Ама тоа ќе живее без корен, ќе живее една недела. Толку. Потоа го нема. Времето ќе го изгние, ќе се соедини со земјата, нирвана ќе стане едноставно, ќе се претвори во нешто што било, односно од кај почнува. И нема. Едноставно го нема веќе. Спрема тоа, јас се сеќавам на моите детски денови и младешки кога се славеше овој ден. Тогаш имаше наутро цел народ. Одевме, тука имаме река Турија, сега направија брана горе, одавна. Таму одевме и собиравме, ние ги викавме угојка. Тоа е еден вид на ластарно, односно ползачко растение. И сите около себе го врзувавме, се одеше со песна на таа утринска, се велеше одење на роса, така се велеше. И тогаш се собираше тоа растение, се врзуваше около половината, демек да се гојат и децата, и тоа беше традиција. После
Niša, Ѓурѓовден. Да. После тоа се доаѓаше дома, таа тревка се врзуваше на вратите, на стоката, на домот. Потоа имаше дрва, па се лулки се правеа, се лулиме. Уште имаше коњски трки, па имаше борење, па имаше фудбал. Нашето село имаше најдобар фудбал во Струмичкото околие. Имавме многу добра екипа, имаше и традиција. Освен тоа, сега овој попладни сати се издевуваше на сред село. Музика, ора, по 3-4 ора се бија. Тоа беше едно друго време. Да зборуваме за корзата на сабота навечер. Па си правевме ние корза. Ние како млади правевме секоја сабота навечер и недела игранки правевме. Имавме сала тука, правевме игранки. И тоа ни беше тој социјален живот. Оти не одевме по кафеани, немаше тогаш. Да, тоа ни беше, но имаше и друго културно живење. Ние имавме и игрална група, имавме и театарска група. Се разбира, тие беа во некои, нели, почетни форми, условно кажано, меѓутоа имаш, постоеш. Спрема тоа, јас не ќе да ги споредувам тие времења, но мора да се споредат, нели, да се види што било, што е сега. Инаку, човек кога бега од себе си, не стасува никаде. Човек кога бега од себе си, не стасува никаде. Што значи тоа, фигуративно кажано? Ако јас сакам да го емитирам Трајан, Трајко, Стојан, јас не сум јас. Ја нема мојата ура, нема мене. Спрема тоа, само човек кој се надградува себе си, кој се почитува себе си, кој своето минато го почитува и го надградува, само тој има еднина. Тој што сака да имитира друг, тој нема еднина. Сега, вака едно би рекол, ајде една порака напред до сите наши македонци, да ја надополна мојата мисла, ако ништо повеќе. Барем еднаш кога да си дојда во родното огниште, да ги отвора оние заребени капанци, да се писитат каде се родени нивните дедовци и баби, затоа што ширум светот, каде и да се наоѓаат. Убаво место од родното нема никаде. За жал, печалбарство секогаш имало, да се разбереме, и движење меѓу народите секогаш имало. Но ова дене што се случува, тоа е трагедија. Се разбира, тие современи услови на комуникација, на пренос од едно место во друго, се осовременија и овозможуваат брзо комуникација, брзо движење. Меѓутоа, се уништи битното македонско. Она што значи руралното, она што значи основата на екзистенцијата. Оте ние пред се сме земјоделска земја. И ние мораме да се држиме до тоа. Пред се велам до тоа, не значи другото да го исклучиме, но пред се на тоа. И тука треба да биде нашата еднина. Но, за жал, новите политики направија пропусти, речемо што кога бевме во Југославија, на место да се изградаа патишта до селото, водовод, тие основни услови да се создадеа, селото ќе живееше многу повеќе и подолго. Се разбира, ќе настане некои промени, меѓутоа не така драстични. Сега веќе од моето село, од ова, секоја куќа има барем по 20-30 иселени. Тоа значи да создадат услови, да се вратат луѓето. А тоа не е... Јас како мала дигресија, како професор, оставав мала вако од предавањето, ако има време, едно 10 минути, дискусија со студентите, што ги мачи. Како млади луѓе, како на крај од образованието, како иднина, што очекуваат и така. И го потегнав прашањето, велам, што би било, велам, во Маријово, бидејќи е најиселено, државата ќе направи населба со најсовремени услови на домување, ќе обезбеди услови современи на производство земјоделско и услови за откуп.
Секоја населба ќе има училиште, ќе има амбуланта, ќе има пристап, водовод, ќе има, значи, со сите услови. Колку од вас би се одлучиле да одат тамо да живеат како брачен пар, со обврска, нели, барам едно 10 години, да биде тамо. Се јавија половината. Од 150 студенти, половина се јавија. Тоа значи дека луѓето не ќе да се иселуваат. Туку треба да им се создаде услови тука, овде да останат и да екзистираат. Светла на регион ви благодарим што бевте дел од вашите соселани, првиот меѓу еднаквите, кои што овдека се вашите корени. И ја снимав кој направивме оваа документарна репортажа, и пак би рекол до година, па да дојдеме во селото Пиперово, и селото Пиперово да биде побројно, и оваа црква овдека, Свети Ѓорѓе, кај што го правиме разговорот, кај што денеска беше јутринската литургија, како низ вековите, така и денеска и војнина, да има веќавки, крштевки и едно би рекол пред се, дека денот за ново години. Благодарам прво што ме овозможевте малку поопширно да беседам. Мојата мајка велеше: деца, немојте да мразите. Омразата е отров за душата. Затоа што вели, тој што најмногу мразите, тој најмногу ќе ве труе. Прво работа. Второ, велеше: радувајте се сите да имат и вие ќе имате. И велеше: нека се живи и здрави сите, и непријателите и пријателите, па и ние заедно со нив. Спрема тоа, мојата порака е да шириме љубов, да шириме позитивно расположение, да шириме добрина. Толку колку што ни е дозволено како личности или е овозможено и материјално и духовно. Живот и здравје. Почитувани мои, како мештаните од селото Пиперевовци ја празнуваа селската слава, меѓу народот попозната како Ѓурѓоден, ќе ви пренесам во наредната репортажа.